Само копаничар од Пробиштип ја чува традицијата стара неколку векови, претварајќи ги обичните парчиња дрво во уметност. Страста кон копаничарството доаѓа случајно, а големата желба била причина за наетот Слободан Димитровски да го научи сам. Земав некој глета и така почнав да работам, да видам како ќе изгледа. Користев литература, нешто од интернет и така последен период се постигна едно ниво на кој го задоволува, да речеме, стандардите на квалитетот. Од тогаш до сега од рацете на Цобе излегле стотици копаничарски дела кои завршиле во домовите на љубителите на копаничарството или во цркви и манастири, сите направени по правилата на традиционалната македонска резба. Ние имаме малце специфична резба во Македонија, што ја нема нели во останатите држави Србија, Бугарија, Грција. Обично мотивите се зависи, кај иконостасот имаме и некои библиски мотиви кои што се вметнуваат, а во другите имаме флора, фауна и така може и некоја инспирација ќе ти дојде нешто ново да вметнеш. Колку време треба за дрвото да се претвори во уметничко дело? Зависи од делото. Има работи кои се помали, доволно е, например, еден ден да се заврши. Има работи кои што се малце покомплексни и ќе треба негде околу месец дена работа за нив. Имам околу 7-8 иконостаси направено до сега. Тие се веќе комплексни работи кај што изработката трае негде од 8, 10, 12 месеци. Зад себе Димитровски има 3 самостојни и една заедничка изложба. Копаничарството за него е богатство на духот, а не на джебот, но леп од него сепак може да се вади. Кога Димитровски почнал со оваа работа во Пробиштип, бил сам. Сега за наетот од него го учат неколку млади пробиштипјани. Колкумина ќе продолжат, не се знае, но сигурно е дека копаничарството ќе има иднина на овие простори.